Поздрав до вас, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата од наш агол. Јас сум Лилјана Ѓоргиева. Никогаш не учеа дека Република Македонија има значајна геостратешка позиција. И беа во право. Од минатата година, кога започна големиот бегалско-мигрантски бран низ Република Македонија и другите земји на така наречената Балканска рута, помина огромен број луѓе од земјите зафатени со воен виор, но и лица кои во земјите на Европската Унија бараат подобар живот. Пред помалку од една година, мој гостин во емисијата беше доцент доктор Златко Николовски, универзитетски професор, инаков работен во Министерството за внатрешни работи, во Националниот координативен центар за гранично управување и во ова најново издание на емисијата од наш агол, мој гостин е господинот Николовски. Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на емисијата од наш агол. Добро вечер. Еве, јас најавив, господине Николовски, дека пред точно 10 месеци, практично во ова исто студио, во ова исто издание, го најавивме она што практично се случува со бегалците и мигрантите. Ние и тогаш кажавме дека некако брзо минува времето, а некои посебни активности, да речеме, кои се случуваат од страна на Европската Унија во разрешување, да речеме, на оваа криза, и тогаш не гледавме. Сега, додуша, на повидок има некакви активности за решавање на овој мигрантски бран. Се надеваме дека најновите случувања во Европска Унија дека ќе придонесат кон разрешување на оваа ситуација со бегалци. Пред да го продолжиме разговорот, предлагам да го погледнеме што е она што вчера Европската Унија, која заседаваше и го донесе заедно со представниците на Турција со цел да се најде заедничко прифатливо решение и да се намали приливот на бегалци мигранти во земјите на Унијата. За овој настан и за она што претходеше зборува во анализата колешката Јана Залева. Челниците на Европската Унија по повеќе часовни преговори утринава во 3 часот во Брисел ја завршија средбата со Турција посветена на бегалската криза и договорија принцип на заеднички договор за управување со мигрантскиот прилив. Лидерите на државите членки во Унијата при тоа го задолжија председателот на Европскиот совет Доналд Туск во следните 10 дена да преговара со Турција за деталите за тоа како да се дефинира конкретен договор што ќе стави крај на 2-годишната криза со бегалците. Во заедничката изјава на лидерите на Европската Унија се вели дека нерегуларниот проток на мигранти долж западно-балканската рута сега е завршен, иако во нацрт верзијата се предвидуваше да стои дека западно-балканската мигрантска рута сега е затворена. Сепак, под притисок на Грција и Германија, на крајот е прифатена верзијата дека е завршен протокот на бегалци по рутата каде главна земја на транзит е токму Македонија, низ која за помалку од година и половина минаа речиси 1 милион бегалци и мигранти. Инаку договорот помеѓу Европската Унија и Турција за решавање на бегалската криза, што ќе треба да го доработат Туск и Давутоглу, предвидува Брисел меѓу другото да и даде и дополнителни 3 милиарди евра на турската држава до 2018 година, покрај оние 3 милиарди евра што Унијата и ги вети во ноември минатата година. Исто така, Унијата ќе треба да обезбеди окинување на визите за турските државјани до крајот на јуни оваа година, а клучен е договорот дека за еден бегалец или мигрант што ќе биде вратен од Грција во Турција, еден сириец да се пресели директно од Турција во некоја од земјите на Европската Унија. Во заедничката изјава на лидерите на Унијата, исто така се наведува дека председателот на Европскиот совет Доналд Туск, врз основа на договорените принципи, треба да ги утврди деталите со турската страна за да може договорот да биде усвоен на следниот самит на Европската Унија на 17 и 18 овој месец. Европската Унија се обврза да обезбеди дополнителна помош за Грција во управувањето со надворешните граници, вклучувајќи ги оние со Македонија и Албанија, како и да се обезбеди правилно функционирање на центрите за сместување на бегалците со нивна 100% идентификација, регистрација и безбедносни проверки, како и со обезбедување на доволно капацитети за прием. Во договорот со Турција, првите луѓе на 28-те земји членки на Унијата исто така се обврзаа дека ќе продолжат тесно да соработуваат со државите од Западен Балкан, кои не се членки на Европската Унија, за да им ја обезбедат сета потребна помош. Во последната точка се вели дека ЕУ тесно ќе соработува со НАТО, кој веќе испорача голем број на бродови во Егејското море за да се справува со шверцерите. Професоре, колку е реално да можеме да очекуваме практично
Турција да може да го спречи овој бегалски бран и да го ограничи на неговата територија? Видете, значи целава ситуација на некој начин почна малку посериозно да се менаџира, за разлика од целиот овој период од година и повеќе, кога интензивно почна да доаѓа тој бран, иако бранот, да не заборавиме, не започна минатата година, тој беше уште пред 4 години почна интензивно да се проширува, но може би најинтензивен стана со почетокот на минатата година. Генерално со ова решение, значи се договорија да се договорат, фактички така јас го гледам, ќе се на некој начин избалансира целиот тој проблем, но нема комплетно да се заврши оваа ситуација, затоа што Турција презема навистина сериозен дел од проблемот, но и веројатно ќе направи се што е во рамките на апсолутно ќе направи. Турција има моќ да направи, но на некој начин, гледајќи ги сопствените интереси, Турција на свој начин и можеби се испазари. Иако цената која плаќа Турција, да речеме, од ден за ден е навистина голема. 2 милиона, скоро 3 милиона бегалци да имате. Пазар, можеби практично меѓу двете страни? И меѓу представниците на Европската унија и буквално на некој начин ова представува и пазар. Буквално представува пазар, значи се гледа интересите. Турција евентуално, ако навистина го добие тоа што сега се договара до јуни да се укинат визите, навистина тоа можеби и порано требаше да го добие, затоа што навистина потребата на Европска унија од неевропските држави сега ја гледаме дека навистина голема. Значи, самата Европска унија не знам колку свати, можеби свати дека навистина треба оние држави кои се на оваа рута и земите од Западниот Балкан, а особено нормално и Турција, треба малку посериозно, значи, да ги инволвира не само на прашања кога има проблем Европската унија. И кога само ние им требаме. Точно така, кога ние им требаме и ова прашање во суштина има и многу подпрашања. Тука се отварат и други, да речеме, подпрашања околу одредени безбедносни предизвици. Да, се разбира малку подоцна ќе разговараме и за безбедносните ризици кои се разбира ги носи со себе севкупната оваа ситуација која што се наметнува со мигрантите. Имаше низа на предлози, различни идеи. Еден од таквите предлози беше на турскиот претседател Ердоган за изградба на повеќе милионски град на границата меѓу Турција и Сирија, меѓутоа од сириска страна. Се тоа, нели, споменав дека е само предлог. Сега за сега, колку може и практично се реализираат оваквите навестувања? Видете вака, значи, во отсуство на конкретни предлози на државите на Европската унија за разрешување на оваа ситуација. Иако практично мораме да напоменеме дека со тоа нема да се реализираат желбите на голем дел од мигрантите и бегалците кои што практично сакаат да останат во Сирија. Апсолутно, значи, но да пристигнат во западноевропските земји. Во отсуство, да речеме, на конкретни, да речеме, решенија од страна на Европската унија, која се уште се занимава со последиците, а не со причините на овој проблем, предлозите на Турција, која е најзасегната во моментов со најголем број на мигранти, може би е добро да се проанализираат. Јас не знам колку точно, односно колку добро ќе биде или на кој начин е проанализирана таа ситуација, за каков вид на град станува. Збор сигурно нашите турски пријатели анализирале добро што бараат некакво решение, но генерално такви предлози, да речеме, за разрешување на оваа криза требаше да стигнат од Европската унија. Значи, пак ќе повторам, решенијата доаѓаат од неевропски држави. Во конкретниот случај, јас не само предлозите на Турција, предлозите, еве да речеме, и на нашиот председател, господин Ѓорѓе Иванов, и врховен командант на вооружените сили. Во континуитет има предлози кои навистина можат да помогнат во разрешување на кризата, па и последните предлози за воздушен, да речеме, коридор, за да на крајот
се скратат, што се вика, проблемите на мигрантите кои се движат по оваа рута, маките, затоа што голем дел... Бидејќи ако се сака да им се помогне, треба да се најде Апсолутно, затоа што, пазете, статистичките податоци кажуваат дека низ целиот овој период од јуни месец само, од оној моментот кога навистина се регистрираат сите што минуваат низ Македонија, ние имаме негде околу 130.000 деца, од кои 18.000 до 19.000 деца се непридружувани, малолетници. Значи без родители. Да. И пазите сега, предлозите на нашиот председател за воздушен коридор, предлогот, да речеме, за одбезбедносен агол, формирање на разузнавачки центар за брза размена на информации. Ние гледаме што се случуваше изминатиот период во Франција и во други делови на Европската унија. Го наметнуваат тоа. И мене ме радува што Република Македонија покрај Турција во континуитет предлага одредени ставови кои веднаш не се прифатени од Европската унија, но за после краток период бидат предлози на, да речеме, на земите на Европската унија. Така да... Да, во секој случај, од професионален аспект, сметате дека Република Македонија се справи соодветно и во согласно со собствените капацитети со оваа мигрантска криза? Република Македонија, моје мислење дека се справи многу подобро отколку некои европски држави. Yeah. Во поглед, нели, на менаџирање на оваа криза која не е завршена. Иако, значи, во Европска унија, еве и на вчерашниот договор, толку многу се троши енергија дали да се употреби зборот завршена или сопрена. Значи, генерално Република Македонија на вистина, значи, вложи големи напори, ангажирајќи ги буквално сите кадровски и технички капацитети што нормално може на овој степен на загрозување и на безбедноста која може и понатака да биде, да не речам, и од друг агол, и од хуманитарен и слично. Значи преземени се најсоодветните и најдобрите мерки, да речам и најдобрата пракса, но не на Европска унија, туку најдобрата пракса на Република Македонија, затоа што ние имаме пракса да помогнеме, значи, во вакви ситуации и ние тоа како Република, значи, го направивме. Сведоци сме секојдневно, значи, на ангажираните капацитети на јужната граница и на северната граница. Ангажирана е полицијата, се дозираше во континуитет, значи, одредени капацитети. Во даден момент беше ангажирана и војската, нели, од август месец, кога беше воведена и... Да, и безбедностните структури реагира на ниво на својата задача, справувајќи се со одредени инциденти. Иако на почетокот, кога дојде с голем интензитет на, нели, на наплив на мигранти, имаше одредени негативни, да речам, префрлања дека Република Македонија невнимателно се однесува, за да после краток период Европската унија бара тие мерки да ги спроведува. Кога го почувствува проблемот на собствена кожа, апсолутно. И дека е многу тешко да се справиш. Тоа е она што мене ме разочарува, што Европската унија презема, да речеме, и прифаќа такви предлози само кога ќе ја видите жината на собствената кожа. Да, за жал. Проблемот рековме дека е заеднички, практично на веќе има представници на нашата граница од неколку земји кои ни помагаат и си помагаат и себе си за справување со кризата. Видете, значи, Република Македонија многу транспарентно значи, ја менаџира целата оваа ситуација и едноставно побара и од Европската унија, но и од земјите кои се по рутата на движење на мигрантите да се вклучат во менаџирање на овој проблем. Ме радува фактот што повеќе европски држави, значи, веднаш прифатија да бидат дел од менаџирањето на јужната граница во заштита на безбедноста на границата. Австрија, која навистина како европска држава даде многу конструктивни, да речеме, активности, веднаш се вклучи, Словенија, па потоа Чешка, Словачка и веќе Хрватска, веќе бројот се зголеми, така да во соработка со нашите полициски сили, значи има на систем на ротација на службениците, значи обезбедување 24 часовно на јужната граница. Сега, за разлика од оној период кога се сретнавме пред нецела година, има една добра динамика, добра динамика со
грчката страна. Тогаш, значи, зборувавме за северниот дел на Грција која е оставена буквално во немилост, без полициски сили, без контрола на движењето на мигрантите, за разлика од сега, значи кога таа комуникација на вистина покажува динамика на една, да речем, соработка. Веројатно од истите причини како и останатите земји членки на Европската унија, па нешто многу слично, нешто многу слично проблемот на собствена кожа не умеа да се справат со него, мора да почнат да се работуваат за своите соседи. Сега во тој контекст иако пак ќе речам споро ме радува фактот што веќе службите на Frontex веќе се вклучени во менаџирање на оваа криза, но во грчката страна, на некои, да речам, три нивоа во заштита на граничната, на дворешниот дел на граничната линија, регистрирање на бегалците лоцирано по островите и некои, да речем, еден мал број на службеници кој е лоциран на границата со Република Македонија, помеѓу Република Грција и Република Македонија. Пак ќе речам, иако таа мисија на Frontex од мој агол погледната сега, анализирана, ми делува некако неразвиена, спора, но сепак е некаков исчекор, да речам, за проблемот што го има нашиот сосед Грција. Сепак, значи, на некој начин Европската унија, иако многу спора, да не речам вовучена од административни и бирократски пречки, почнува на некој начин да действува во менаџирањето на таа криза. Се чини дека повеќе не се приоритетни Италија и Шпанија, кои што беа на почетокот. Се чини дека фокусот се префрли на Турција и на Балканската рута. Може ли да се очекува отварање на некои нови рути кои што досега не беа применувани? Видете вака, јас комплетно не би кажал дека е затворена таа рута, да речам втора, која беше и во минатиот период исто така многу ризична поради користењето на небезбедните бродови од северниот дел на Африка према европските држави. Мислам дека таа не е замрена комплетно. Проблем на бегалците од Африка, односно на мигрантите од Африка, беше зимскиот период најмногу. И мислам дека со затоплувањето и навлегувањето во потопол период, повторно ќе оживее тој дел, затоа што мои сознанија говорат дека на самото крајбрежје на Либија веќе се наоѓаат негде околу 200.000 мигранти од Африка кои исто така чекаат на некој начин да влезат во Европска унија, односно да искористат Франција за да отидат по на север во Велика Британија и слично. Тоа е посебна рута која создава посебен проблем. Затоа што јас кажав дека има разлика. Во кој правец може да се? Има разлика помеѓу едната и другата рута и во класификацијата на мигрантите, затоа што ваму, значи, се наоѓаат луѓе кои, за разлика од сириските граѓани, значи се, да речам, помалку уки за разлика од сириските граѓани, финансиски, значи, комплетно се разликуваат, но и сите имаат некако желба да одат во Англија. Значи, веќе Франција не е целна држава, тоа го гледаме од последниве, значи, настани кога Франција се обиде да го затвори онај голем, да речеме, мигрантски камп на северот на Франција под називот Џунгла. Истите не сакаат да се сместат да се дислоцираат по другите кампови низ Франција, туку едноставно сакаат строго да одат во Англија. И буквално има едно разбркување низ државата. Се плашам дека со најновиот предлог договор, кој за неколку дена треба да го довршат, може да се случи во Европска унија огромна бројка на мигранти кои се илегалци на некој начин, кои не се од земјите зафатени со војна Сирија, Ирак, евентуално Афганистан, да ја осознаат нормално
оваа информација и веќе да се впуштат со илегален престој низ државите на Европската унија. Значи, Европска унија очекува еден доста динамичен период во разрешување во менаџирање, да речем. Може ли да се случи терминот кој што го споменавте, разбркување и низ Турција? Ќе успеат ли тие да се справат? Сите овие, со лоцирање практично на оној голем бран на мигранти кои што ќе треба да ги задржат. Турција генерално го има лоцирано тоа, значи тоа се големите бројки се наоѓаат во близина на границата со Сирија, но овде се отвараат и некои други прашања. Дали во договоров сега ќе се договори Европска унија со Турција исклучиво тоа да бидат само илегалци кои дошле од Турција? Селекцијата што треба да ја направи Европската унија, кој од каде дошол сега и кој каде треба да го врати ако е класичен илегалец. Да. Имаме од Африка што пристигнали, имаме од другата рута. Генерално динамичен период ќе ја чека и Турција и Европската унија. Иако пак ќе речам во коментарите дека Турција побарала не 3-6 милиарди евра, искрено за толкав голем бран на мигранти, мислам дека и тие пари не се доволни. Може токму тие причини се договорија дека ќе се дополнително треба да се договорат. Апсолутно. Бидејќи условите со кои што дополнително ќе се соочуваат, веројатно ќе налагаат и сега видите, кога зборуваме за ете под наводници некаков пазар меѓу Европската унија и Турција, и во вакви фази Европската унија не смее да ги заборави земјите од рутата, и Република Македонија, Србија, затоа што навистина и ние трпиме финансиски импликации од цела оваа ситуација. Така да, јас се надевам дека Европска унија, пак ќе повторам, свати колку сме ние важни за нив. Зашто? Затоа што во даден момент суспендиран буквално Шенген. Даблинската декларација буквално не функционира. Надворешните граници, односно државите на надворешните граници на Европската унија кои требаше да преземат максимални мерки за заштита на Европската унија, во најмал случај навреме да ги постават пред своите сили, а потоа и да бараат нормално помош од специализирани институции како што се Фронтекс и слично, буквално потврлија. Она што цело време ние како држава и како администрација го учевме од европските, да речам, да, токму во тој дел беше и моето прашање. Споменавте за соработката, меѓутоа, веројатно, овој пат не стекнувавме само ние како држава искуства од колегите, од високо развиените земји, туку може и тие. Напротив, тоа сакам да кажам. Да осознаат одредени искуства за побезбедно спревување. Она што ние досега го учевме, тоа беше теорија. Но сега свативме дека дефинитивно Европска унија и недостасува пракса. Република Македонија се наоѓа помеѓу теоријата и праксата на Европската унија. Да. Ако сакате, можеме и тоа така да го кажеме. Затоа што ние буквално ги имплементиравме и административните и сите други оперативни и технички мерки и едноставно во границите на можностите на нашата држава постапуваме согласно меѓународните стандарди. Да. На мигрантите практично јасно им е дека со затварањето на австриската, словенечката и хрватската граница практично и Република Македонија мораше да реагира соодветно. Меѓутоа, сепак како трпението видите, на нив од време на време да им попушта. На нив им е јасно, ама тие имаат крајна цел. Така да тие ќе преземат секакви, да речам, мерки за да го продолжат патот. Впрочем, тоа и се случува во периодите како, да речеме, дозирате по зајакната контрола и го намалувате пропустот на мигранти, кој зависи нормално од пропустот на северните држави, од протокот на другите држави. Да. Така се зголемува и појавата на класично илегално движење и појавата на трговија, криумчарење на мигранти. Така да, тие едноставно решиле да дадат нагоре и јас мислам дека и ова сега, овој договор помеѓу Европската унија и Турција така брзо нема да
да ја разреши целата ситуација, затоа што и нема да го намали веројатно притисокот на оние кои што веќе се присутни. Европска унија се покажа како многу спора во спроведување на оперативни решенија, да речеме. Така да јас во овој контекст предлагам, да речеме, да Европската унија што побрзо да преземе соодветни оперативни мерки за заштита на луѓето. Бидејќи бранот од одредена бројка веќе притиска. Но тој се зголемува. Тој се зголемува. Ние секојдневно имаме зголемување на бројката која притиска на нашата южна граница, односно тие се на северниот дел на Грција. И таа бројка, ако не се изменаџира на брзина, можеби за месец-два да достигне и над 100.000 мигранти, бегалци, една комбинација, да речем, од лица кои се од воените жаришта, ама и притисок на лица кои едноставно од економски причини сакаат да ја искористат оваа ситуација да отидат нагоре. Таму имате буквално и од Азија, и од Африка, и буквално од сите држави луѓе кои имаат желба да заминат нагоре. Што во таква ситуација? Како тогаш ќе реагираме како држава? Имаме ли кадровски потенцијал и технички практично да успееме да осознаеме кој све влегува и поминува низ нашата територија? Видете, значи ние од самиот почеток да речам, ја фативме динамиката што се вика со проблемот и мислам дека го менаџираме, значи како држава, во зависност од зголемувањето на проблемот нормално се зголемуваат и капацитетите на нашиот одбранбен систем, нели? Така да нормално сето тоа се прави многу транспарентно и во соработка со меѓународните организации како што се УНХЦР, ИОМ, Црвениот крст. Така да во тој дел јас немам дилеми дали ние имаме капацитети со оглед на тоа што буквално знам со какви капацитети располагаме и како Министерство за внатрешни работи и армијата. Впрочем, тоа из неколку примери се покажа преку ангажирање на одредени сектори од армијата, сектор за логистика и слично, кои навистина многу брзо си ја завршија задачата и не се сомневам во нашите капацитети, но се сомневам во капацитетите на Европската унија. Искрено, затоа што во континуитет до сега, значи, буквално се појавуваат све нови и нови дилеми, кои исто така се тема на анализа од страна на европски држави. Значи, европските држави меѓу себе дефинитивно на овој план, да не речам, буквално едноставно ни кажаа дека немаат, да речам, таква соработка како што ние цело време осознававме дека миграцијската политика на Европа е безпрекорна и слична. Да. Безбедносниот ризик континуирано е присутен. Дали на тој план постои комуникација на безбедносните структури? Постои, значи Македонија буквално сметам дека своите капацитети буквално ги стави на располагање на Европската унија и мислам дека Европската унија значајно се потпре на нашите капацитети. Така да несомнено ние и понатака ќе соработуваме, значи со европски безбедносни служби или размена со безбедносните служби на другите, да речем, соседни држави, но сепак пак ќе го повторам онај предлог на нашиот председател дека навистина потребна е еден центар на Балканот за брза размена на разузнавачки и на безбедносни информации, затоа што се покажа дека и на тој план, да речам, европските држави имале пропусти во покривањето на безбедносната ситуација во Европа. Да, колку од тој аспект можеме на граѓаните на Република Македонија можеме да ги увериме дека нема посериозен безбедносен ризик, дека како безбедносен систем успешно се справуваме со сите оние кои што се обидуваат ова мигрантска криза да ја злоупотребат за лични и
Видете, некои други цели? Херметичко затворање на границите или да речете 100% исклучување на ризиците нема никаде во светот. Да. Но гледајќи, анализирајќи, ете и од професионален и од научен и од научна гледна точка, ценам дека Република Македонија навистина ги има добро системски поставено своите служби и едноставно тие функционираат. Зголемена е соработката во последниот период со наши, да речеме, служби, соработка со безбедности служби на европските држави, така да кога се работи за системската поставеност во нашата држава, јас немам дилема. Значи имам дилема во соработката со европските држави поради спората администрација и бирократските пречки што ги имаат. Значи така да мислам дека не треба да се има грижа од тој агол, но сепак треба бурно да се следи целата ситуација. Едноставно на почетокот, ако памтите, дури наши граѓани добронамерно нели реагираа дека безбедносните служби треба да бидат многу толерантни. Во суштина тие се толерантни, но меѓутоа сепак треба да бидат на висината на својата задача. Да, апсолутно. Постојат некои законски обврски испод кои не можете да се симнете. Се работи за здравието и безбедноста на сите граѓани во Република Македонија. Да. Пред се здравието и безбедноста на нашите граѓани, а потоа нели и на сите оние кои што се обидуваат да влезат и да ја поминат нашата територија. Во јунската емисија напоменав дека имавме некакви најави на сето оно што практично се случуваше сега со бегалскиот бран. Какви се сега вашите очекувања? Еве рековме, после овие нови решенија кои што се договараат практично се уште меѓу Европската унија и Турција, и покрај, но се разбира дека ќе се очекува и значајно присуство на НАТО силите исто во територијалните води меѓу Турција и Грција. Видете, значи не би можел сега прецизно да заземам став од причина што договорот се уште трае. Тоа вчера што заврши беше еден вид преддоговор. Оно што рековте, се договорија дека ќе се договорат. Се договорија дека ќе се договора, значи има еден краток период за кој треба да видиме што навистина од сето тоа ќе излезе. Од причина што еве гледаме неколку пати Турција апелира дека средствата кои се веќе планирани да се испорачаат се уште ги нема. Впрочем, тоа и Македонија го осеќа на својот грб. А при тој се подобруваат временските услови, што значи дека многу брзо и ефикасно треба да се Така да бројката од 30, 50, 100.000 вие не ке можете така технички да ги кренете негде да ги однесете луѓето. Значи се работи за животни судбини, таму има потреба од спојување на семејства, значи тие права не можете вие со договор на маса да им ги ускратите на луѓето. Значи има многу дилеми кои ги отвара Европската унија. Така да самата Европска унија ја чека еден бурен период. Иако предизвикот што го презема Турција е навистина многу голем и ценам дека ќе се оди кон разрешување, но останува причината за сето тоа. Значи ова е само на еден начин менаџирање на последиците. Да. Причината останува. Јас се уште чекам Европската унија да заземе некој посериозен став во разрешување на целата криза и сопирање на воените дејствија во тие држави. Како генератор на сето тоа што. Како генератор апсолутно. Така да се додека траат воените немири во тие држави, вие може да се договарате секој ден да ги префрлате луѓето од една држава во друга, но проблемот ќе стои. Тие ќе најдат начин, ако не дојдат 1 милион, 100.000 ќе најдат начин да илегално да стигнат пак. Дали ќе завртат по друг коридор преку Русија, преку Албанија или слично. Значи луѓето се жива материја, така да едноставно се надевам дека започна на сериозното решавање на проблемот, но останува да видиме. Да, останува да видиме. Во некоја наредна прилика, повторно, веројатно ќе имаме можност да ги анализираме состојбите кои што практично треба да се реализираат на терен. Ви благодарам што бевте дел од вечерашното издание на емисијата од Наш Шагол. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечера бевте заедно со нас. Се гледаме следниот вторник во истото време. Пријатно.